Веднаш по најавата од ДУИ за албанец премиер ја отфрливте таквата можност, но што доколку по изборите имаме ситуација во која што без ДУИ не би можело да биде формирана влада. Дали би во тој случај би прифатиле таков ултиматум, таков услов од страна на ДУИ? Секако дека не. Ултиматум не треба ниту Заев, ниту Мицковски, ниту Ахмети, ниту било кој да прифаќа. Преговори во партиите постоеле и постојат. Прв пат изнедривме мултиетничка коалиција, буквално со сите етникуми внатре. И тоа е најсериозната и најсилна гаранција за граѓанскиот концепт и за нашата идна победа која што очекуваме, како пренесена одговорност од страна на граѓаните за следните 4 години. Тоа што треба да им биде јасно на сите. Јас себе си и мојот Социјалдемократски сојуз го сметам за основоположник на концептот едно општество за сите. Ние покажавме дека сме растаретени од етничката припадност на граѓаните. Имате добри и лоши луѓе, имате квалитетни и способни граѓани и неспособни и неквалитетни граѓани кои што не можете да ги номинирате за било која функција. Ние денеска во СДСМ имаме подпредседатели на СДСМ, членови на Централниот одбор, на Извршниот одбор, на секаде по органите и телата. Имаме министри, имаме подпредседатели имаме пратеници во собранието, имаме директори на јавни институции од Социјалдемократскиот сојуз, од сите етнички заедници. Тоа е убавината на мултиетничка Македонија и апсолутно вака како растаретени, ова која што денеска се пласира од ДУИ, јас веќе го коментирав и повторно ќе го кажам, е само национал популистички концепт и ништо друго. И верувам ќе изгуби и ДУИ заради тоа што граѓаните треба да ги гледаме како кандидати, почнувајќи од мене па до сите понатаму во политиката, а после тоа нормално, рамноправно, еднакво и сите граѓани како кадарни, квалитетни, посветени, луѓе кои што изградиле свој кредибилитет, луѓе кои што се подготвени следните 4 години, целосно да се посветат на служење на граѓаните, честни во своето постоење и навистина податливи за да се разговара за било која функција, вклучително и председател на државата, премиер, председател на собранието, министри, градоначалници, директори и така натаму и така натаму. Од тука, само ќе кажам, ВМРО, ДПМН и ДУИ остануваат заедно во опозиција и тие си помагаат како ДУИ со ваквиот наратив да поминат во опозиција. Навистина, после 17 години власт, здраво и за државата, ДУИ да помине во опозиција, а здраво и за нив. Во опозиција партиите се подобруваат, се реформираат и така натаму и така натаму. Тоа го кажувам како наш став од СДСМ. На крајот тоа граѓаните го определуваат на изборите. И на крајот, за да може да го верификувам ваквиот став, да се помачат малку ДУИ да добијат така видливо македонски гласови, босански гласови, бошњачки гласови, турски гласови во државата и од другите етнички заедници. Или ДУИ да се односно ВМРО ДПМН исто е тоа. Или ВМРО ДПМН да се потруди така малку да собере албански гласови, да собере од помалку бројните етнички заедници повидливо, па тогаш да номинираат и кандидат за премиер. Идниот премиер ќе биде од Социјалдемократскиот сојуз, СДСМ ги донесе своите одлуки, јас сум идниот мандатар за председател на владата.